Време и за третиот разговор предвиден за Македонија наутро за денешното издание овде во студиото. Проектот за локална и регионална конкурентност е 4-годишна инвестицијска активност на Европска Унија. Повеќе информации за овој проект, но и за подпроектите што ќе бидат промовирани во недела на 21.7. ќе слушнаме од нашите гости во студиово. Веднаш до мене е Јане Стефанов, председател на Сдруженијето за афирмација на воздухопловството, АК Скопје. Добро утро, добро ни дојдовте. Антонија Шишак, директор на единицата за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност. Добро утро и за вас. И Борче Пауновски, председател на Сдруженијето на граѓани македонски авантуристички дисциплини. Се надевам дека убаво се чувствувате и дека ќе го искористиме времето на правилен начин да ги кажеме сите оние податоци кои се важни за проектот. Антонија, би започнале од вас. Да, ви благодарам Прице за поканата за учество во вашата емисија. Како што рековте, проектот за локална и регионална конкурентност е 4-годишна инвестицијска активност финансирана од Европската Унија во износ од 18 милиони евра и национална контрибуција во износ од околу 3 милиони евра. Проектот се администрира преку Светската банка, администратор на проектот е Светската банка, а имплементирачка агенција е кабинетот на вице-премиерот за економски прашања, доктор Ангјушев. Целите на проектот се развој на туризмот, богатување на туристичката понуда, меѓутоа и градење на капацитетите на владините институции и заекнување на јавно-приватниот диалог. Проектот се состои од 4 компоненти. Главните компоненти за да не должиме многу, главните компоненти се токму едната што е за јагнење на капацитетите на вработените во туристичкиот сектор, меѓутоа и воведување на еден нов концепт на управување со дестинациите, кој што е припознат како да речеме најодржлив модел за управување на една туристичка дестинација, и самиот така се и нарекува организација за управување со дестинации, и она поголемата компонента за која што и денес повеќе ќе разговараме, е компонентата преку која доделувавме грантови на различни типови на корисници од општини, јавни институции, меѓутоа и асоциации, невладин сектор, граѓански издруженија и микро и мали предпријатија. Денес имаме убава можност да ги запознаеме вашите гледачи со два од нашите проекти, од проектите кои што се финансирани преку нашиот проект, и направивме некакво убаво поврзување, синергија меѓу овие два проекти. Двата се поврзани со афирмација на, да речеме, на воздухопловството и на летањето. Така да имаме два интересни проекти. Едниот е финансираме набавка на многу атрактивно, на балон на топол воздух, атрактивна активност, туристичка активност што ќе понудиме и што ја нудиме веќе на туристите, како од земјата, така и од странство. Меѓутоа исто така и афирмација на тандем скоковите со падобран, што е исто така нешто ново што ќе биде воведено и понудено на нашиве простори. Во недела е планиран еден настан токму за промоција на овие две активности, меѓутоа тука се Јане и Борче кои што можат малку така, Борче, да би сакале од вас да слушнеме за вашиот проект. Така, проектот е наречен Македонија од воздух. И она што сакаме со проектот да покажеме на вистина она што Македонија може да понуди од воздух, да раскажеме нашата приказна од воздух. Имаме една алатка, туристичка алатка, која што може да се вклучи покрај тоа што ние спортски се занимаваме со летањето со балон, да се вклучи во привлекување и исполнување на времето на самите туристи кога тие ќе не посетат во Македонија. Значи, самата атрактивност при летањето со балон на топол воздух е интересна, барана од самите туристи и сме на дополнување во еден, како да го наречеме, пакет кој што ќе го нудиме на туристите. Кога ќе дојде еден турист во Македонија,
3-7 дена, колку и да престојува, да има што во тие 3-7-10 дена да прави секој ден. Значи, ние и во моментов таа синергија која што сега имаме и преку проектот, меѓутоа и претходно и понатака во иднина комуницираме сите заеднички, значи да направиме еден комплетен пакет, а со проектот тоа некако ни се склопија коцките тоа полесно, попрофесионално да го направиме и да комуницираме, значи навистина да ја понудиме Македонија на сите како атрактивна дестинација, на што сите го говорат што е светски тренд во делот на туризмот, во атрактивниот туризам рапидно расте, значи он е масовен туризам, полека се напушта и не е толку атрактивен. Во недела сакаме да ги поканиме баш буквално сите да ни бидат гости на еден настан, да видат што до сега сме сработиле, што е набавено, да се запознаат со спортот, да се запознаат со алатките кои што се на располагање и што понатака ќе правиме. Значи тие што во недела ќе бидат гости на аеродромот Стенковец од 18 часот ќе имаат прилика за кратко да осетат да почувствуваат возбудата во воздух, значи ќе бидат подигнати на одредена висина со балонот, да се направат фотографии, бар за момент да го почувствуваат како тоа изгледа, а инаку турите што ги правиме се еден час интензивен лет со балон на топол воздух, со шампањи, со сертификати, така да тоа е една убава приказна која што ние правиме и верувајте сите оние што си заминуваат од Македонија, што веќе имаат летано, долго ни враќаат со позитивни вибрации, со позитивни коментари, дека тоа им е едно од поубавите доживувања, сеќавања и им оставило впечаток Македонија и ја раскажува, така си правиме на визит карта за Македонија, за исследните кои што ни доаѓаат или пак не препорачуваат дека сме дестинација кој што навистина има што да покаже, имаме и добар тим тоа да го спроведе. Сега имаме и опрема, добро сме екипирани навистина со поддршката, така да има навистина со што да се пофалиме, што да понудиме на пазарот. Да. Би сакала и од Јане да слушнеме која е мисијата, целта на Аероклубот Скопје. Аероклубот Скопје постои од 23-та година, меѓутоа повеќе сме работеле во делот на спортот. Сега сакаме во нашата мисија за не само професионализација, него и популаризација на воздухопловството, да уведеме и една дисциплина како што е тандем скокањето, за да може и луѓето, еве ќе ги наречеме аматери, тие што не се занимаваат или што не сакаат да се занимаваат со тоа, да скокнат и да почувствуваат барем за момент како изгледа еден слободен пат, како изгледа подобран, отворен. И јас сум благодарен на Европската унија, Светска банка и нашата влада што ни ја препозна потребата од креирање на една ваква дисциплина во делот на туризмот и ни овозможи да имаме тандем падобран, едно место каде што ќе се пакува тој тандем падобран, каде што ќе се пречекуваат туристите и обука за луѓето кои ќе се занимаваат со тоа тандем скокање, значи обука на тандем инструктори. Нашиот аеродром Стенковец сака да ги здружи сите спортови кои се во воздухопловството, така да ние имаме различни секции. Ние со Борчи и порано сме соработувале, затоа што ова македонското воздухопловно семејство, ќе го наречам, сите се познаваат меѓу себе и сите заеднички работат, ја верувам на сите име истата цел, да се направи воздухопловството побезбедно и да се популаризира, значи повеќе луѓе да може да се занимаваат со подобранството, со летање со балони, затоа што од кога имаш многу луѓе кои се занимаваат со една дисциплина, може квалитет да се, значи од квантитетот можеме да изведеме квалитет. Така да убаво е што сега ова понуда на туристите ќе биде достапна овдека во Скопје и ќе може кога сака да си направат скок, тоа е скок од авион од 3000 метри, 40 секунди слободен пат, слетуваат доле на земја и нема човек што се пожелил дека не му било убаво. Треба ли многу храброст, треба ли решителност, треба ли добро здравје за таков еден скок? За тандем скокањето
треба просечно здравје. Еве, мојата мајка на 70 години направи скок, така да нема ограничување во години, да речеме. Нема некои здравствени побарувања големи, треба само голема желба. Така. Јас би кажала дека не само за странските туристи, туку ова се прекрасни доживувања кои вие ќе ги понудите и на посетителите од нашава држава. Така, Сигурна да. сум дека ќе има многу, нели? Да. Секако и она што беше идентификувано како недостаток и на тој начин преку своите апликации, преку своите проекти, овие два ентузијасти, двајца ентузијасти го адресира тој недостаток што беше идентификуван, недостиг од активности и атракции кои што можеме да им ги понудиме како на домашните, така и на странските туристи. Сметам дека навистина финансираме два многу интересни проекти кои што ќе дадат бенефит, ќе ни привлечат и повеќе туристи и ќе ни го афирмираат еве и спортскиот воздухоплов. Начинот на живот. Начинот на живот, да. Оно со Јане што редовно се трудиме да го постигнеме, да го промениме начинот на живот. Баш и долго разговаравме пред 15 на година, ако некој збореше за дека точаци туку ќе се возат низ Скопје, ама и денеска се возат, така да сакаме да го промениме за странските туристи, да имаат понуда, тој пакет, тоа ни е како главна цел. Меѓутоа да ги активираме домашните туристи, значи нашите луѓе да се раздвижат малку, да побараат нешто ново, да видат Македонија од еден нов агол, од друга перспектива. Например, многу малку се збори за промоција на источниот дел од Македонија. Значи ние веќе сега ако земеме Струга Охрид како промоција или Скопје сега во моментот како главен град носи туристи, меѓутоа никој не ја раскажал приказната на Свети Николе. Значи, навистина има што да се види таму, од Ѓаволски ѕид, од Пела, од геоглифот кој што можеме да го искористиме како можност да се види од воздух, значи да не зборам, значи цела Македонија навистина има што да покаже. Доле Пелагонија исто така преубава за да се покаже. Преспа исто така е некако оставена на страна од целата таа туристичка приказна, зборувам. Јас сум многу благодарен што канцеларијата, кога се собравме, кога не повика кои се одобрени проекти, таму кога се видовме, всушност бевме сите луѓе ентузијасти кои што меѓу себе се знаеме, кои што цел живот тоа го работат. Значи, ви ако спомнете падобранство во Македонија, прво некој што ќе биде асоциација, ќе биде Јане, например. Така да тие луѓе што се на терен, ентузијасти, се препознаени, работиме ние и без подршка и со подршка, ние сме на терен, така да сакаме малку повеќе. Но дефинитивно заслужувате поддршка, нели? Дефинитивно. И одлично што ја добивате. Имаше една друга работа што може да го искористиме во време да спомнеме, е тоа дека идентификувавме дека луѓето се помалци имаат хоби. Значи не зборам за балонарство или падобранство или не, се помалку луѓето се задржуваат на работата, на телевизијата, кладилница не го сметаме за хоби. За хоби, да. Значи се помалку се активираат во некои активности надвор од работата, надвор од оно просечното живење. И ги охрабрувам сите што сакаат да дојдат во аероклубот, што сакаат да летаат со балон, да дојдат и да го направат тоа. Значи не е идејата само дека треба да се потрошат многу пари за летање, за скокање и за така, може и поддршка да дадат. Така, може и дружење и поддршка тоа. Ќе го завршиме овде разговорот со уште еднаш најава за настанот што ќе се случи во недела. А секако во некоја следна прилика би се виделе посебно со вас, па би снимале и на терен, што е многу интересно и возбудливо. Како за нас, така и за гледачите. Настанот почнува во 18 часот во недела. Во првиот дел, нели, собирање на гостите, малце говори, потоа летање со балон и нема авиони, да оптеретуваме, јас се извинувам за интервенцијата, меѓутоа нема да оптеретуваме со многу говори, ќе биде чисто повеќе. Ја планирам барем еден час да разборувам, имам работи што сакам да ги кажам, така да нека се спремат, дека саат време ќе. Не, се шегувам. Значи потоа ќе иде балонот, скокање
подобранци од авион, па ќе завршиме со еден коктел и да се подружиме малце до касни сати. Тоа е идеја да размениме искуства, да пробаме некако да го наметнеме ова што ние го работиме, да на луѓето можеби на некого ќе му стане еве и хоби, ќе ни се приклучи, бидејќи ако ќе одиме уште малце време, Јане ќе го најдете и на гњурење, значи јас сум инструктор за гњурење, имам и дозвола за летање на авиони, значи тие луѓе кои што кога ќе влезат во тој свет само се надоградуваат со знаење. За да влезете, на пример, се занимавате со падобранство, со балонарство, со летање, со нуркање, со велосипедизам, мора да познавате и повеќе, да се обогатите, значи повеќе информации да имате за физика, за хемија, за човечки способности и така натака. Ви благодарам за тоа што одвоивте време, бевте со нас и ни ги соопштивте сите овие убави информации. Ви сакам многу успех во работата. Ви благодариме за поканата и ни значи вашата поддршка еве баш за промоција на овие активности што се финансираат, а кои што се навистина атрактивни и интересни за домашните и за странските посетители.